Денеска или најдоцна во текот на утрешниот ден Министерството за финансии ќе ги достави писмата до околу 15 банки, меѓу кои Светска банка, ЕИБ, ЕБРД и други, со кои ќе побараат 1,91 милиарда евра за изградба на брзата пруга од Табановце до Гевгелија, проект кој е дел од договорот со Британија. А според најавите од Министерството за финансии, најдоцна до крајот на месецот, Македонија би требало да добие понуда. Мислам дека некаде до 30 јуни ќе треба да се достават понудите, но сочекајте да го пуштиме писмото и ќе информираме до кога точно ќе го ставиме крајниот рок за да ги добиеме понудите, затоа што владата не задолжи во рок од 5 дена да доставиме понуди. А ние го внесуваме рокот врз основа на документите. Можеби некаде, не знам, ќе видиме како ќе биде, можеби ќе треба нешто и да се продолжи доколку банките парат дополнителни податоци. Во однос на јавниот долг, министерката Кучовска не очекува тој да расте. Вели како ќе се повлекуваат средства, така ќе има и годишни отплати, што ќе значат намалување на долгот. Ја повика опозицијата да се воздржи од шпекулации, бидејќи вели, тие се заслужни за сегашното високо ниво на јавен долг во државава, кој како што рече се следи и се прави фискална консолидација. Бројките ќе ги види, ќе рече, Гордана кога беше министер бројките беа тие. Но во суштина со коментарите кои што се дават, се прави штета на земјата во однос кога се задолжуваме, утре ќе дојде еврообврзница, зашто ќе треба да следна година доспева 700 милиони еврообврзница, што ни ја зема? Ќе треба да отидам на европскиот пазар, кога ја земале јавниот долг бил под 55%, сега оставиле над 60 водан борба и уште дополнително подгреват со невистините, нереални факти и манипулации и прават штета повторно на земјата. Во четврток, според најавите пак на владина седница, треба да помине ребалансот на буџетот, за кој засега нема детали. Министерката Кучовска, одговарајќи на новинарско прашање, само рече дека проекциите во однос на БДП и инфлацијата остануваат исти.